Добар ден, започнува попладневната емисија на Канал 8. И денеска, почитувани гледачи, ќе се забавувате заедно со нашите гости доколку останете на фреквенцијата на Канал 8 во наредните 40 на минути. Наши денешни гости се членовите на групата Фантастико Бенд од Штип. Мислам дека нема посебна потреба од посебна најава, затоа што онаму каде што допира сигналот на Канал 8 веќе сите ги знаат и се добро познати затоа што свират во ресторани, на свечености, а се доста познати надвор од Македонија. Фантастико Бенд ја сочинуваат Јорданчо, Валерија, Горан, Александар, Ненад и Тоше. Најпрво, на почетокот од емисијата ќе разговараме со вокалите во групата Валерија и Горан. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Така, Фантастико Бенд ја знаат, но за вашите почетоци можеби не знаат многу граѓаните, па тука ќе зборуваме и за почетоците, и за вашите сегашни, и за вашите идни активности. Доста сте активни тука во Кочанскиот регион, но кажав, во цела Македонија, па и надвор од Македонија. Кажи ми, Горан, какви беа почетоците на Фантастико Бенд? Како започна да се формира групата пред неколку години? Па вака, Фантастико Бенд, како и секоја група, нели? Значи, почнуваме со оние свирки, како што рековте, по ресторани, значи, обични свирки. Бевме една група од 4 члена, значи, тоа е пред добри 5-6 години. Сега јас кажав 6 членови, така ли? Да, потоа групата, нели, нормално, како си мина годините, групата стана веќе 6 члена. Да. Почнавме да свирем, нели, еве, како да кажам, поголеми свечености, свадби и останати други работи. Значи, но како дојде до идејата да се формира Фантастико Бенд? Ти си уште од самите почетоци на групата? Да, значи Фантастико Бенд е формулирана пред колку години? Фантастико Бенд е како име е можеби подолго време, но со овие членови е, нели, како што реков, 5 години. И инаку Фантастико Бенд дојде до идеја со мојот колега Јорданчо Тонев. Значи, ние сме и музичари малку во повозрастни години за разлика од останатите членови. Значи, секој свиреше и во останати групи. Јас во една група, Јорданчо во друга група. Така да се договоривме, ајде и ние да не направиме една група. Зошто да не? Нели? И полека си доваѓаше, нели, се по свое и си направивме Фантастико Бенд. Дојде потоа Валерија, дојде Ненад. На крајот дојде и останатите 2 члена, Тоше и Александар. Сакам да споменам дека станува збори за образовани музичари. Валерија, ти си на музичка академија, така ли? На факултет? Не, да? јас студирам транспорт, организација и логистика во Виница. Сакав да се запишам средно, но не успеав. Но еден од вас има и професор по музичко, така ли? Значи има тука, значи кај нас има и школовани музичари кои сме училе, нели, музичка школа. Да. Некои продолжи натака, нели, со школата, некои застанавме тука некаде. Еве, например, еден од нашите членови, Тоше, е и професор по музичко во средното. Да. Моментално за вашите сегашни активности, каде во моментот функционирате? Дали ве покануваат во ресторани и на други свечености, освен свадбите кои веќе сте зафатени за цела 2015, можеби и за наредната година? Па, во моментот имаме гостување и во ресторани, сега нели нема свадби околу постите. Да. Па почнуваат потоа свадбите, инаку претходно во овие 2-3 години имаме гостувања надвор од Македонија. Да, да ги споменеме каде. Па во Турција, во Кушедаси, таму прекрасно си поминавме гостопримството и се беше добро. Потоа пред 2 месеца бевме во Швајцарија, близу Цирих, таму беше добро. Франција, во Париз. Ве бараат на покана, таму одите на кој? Па да, тие се нашите селеници. Да, значи, наши селеници кои има доста групи има. Значи, али секоја година они сакат да си имат различен оркестар. Да. Така да успеавме ние да се вметнеме таму кај нив, нели? Затоа што реков дека има многу оркестри, а ние се покажавме како за нив добри за прво за око, после и за слушање, нели, за добра музика презентираме. Ги пременуваме нашите изворни инструменти, тука е зурлата, тука е тапана, тука се Значи тоа баш што го сакаат надвор, нели? Да. Од Македонија нашите ја бараат ли македонската народна музика?
Па да. Тоа го бара, така ли? Имавме пример, ќе ви кажам, во Франција, во Париз. Вика, ќе свирите до 12 сато, само вика македонска музика. После, ако дојдат, вика, младите, вика, може да продолжите и друго. Значи, секаде е различно. Во Швајцарија па свиравме што сакате од музика, можете српска, можете забавно, можете македонска. Но најголем дел македонска музика. Да. Дали ги учите постојано новите песни кои излегуваат, затоа што младите ги бараат? Постојано сте на штрек за да можете да ги научите сите нови песни кои ги бараат, па и на свадби и на други свечености. Претежно свадбите тражат наша музика. Значи, нашата музика знаеме каде, до каде дојдена. Така да ние не само свадбите што ги свириме и, како што реков, свечености и секакви други веселби. Мора да ја пратиме и таа музика, и српската. Да, мора. Во ресторани обично ги тражат новите песни, ние ги значи пратиме, значи оркестарот ни е баш фокусиран за секаква музика. Значи не сме ограничени оркестар, ако свираме само свадби, значи само тај трк на свадби, тоа е тоа. Значи свадбата е еден вид на како да ти кажем, шаблон. За разлика од другите работи, другите веселби, што мора се да знаеш од музика. Значи таму кога имаш и мора да свириш и турбофолк, мора да свириш и потребаш и турска музика, свириш забавна музика, сакаш и рок, сакаш и хип-хоп. Горан, мора да споменеме дека вие, освен другата музика, имате и ваша собствена музика. Имате 3 преубави песни, која веќе, можем да кажем, една или две се доста познати. Од кој првата е доста позната, Зурлада? Да, може да ги споменеме кој се, како се, кој е текстописец? Па прво ја снимавме Зурлада, потоа Газда и пред неколку време Свадба. Првите 2 песни ни се дуети со колегата, па идејата беше нивна, најпрво. Да. Песните се скоро правени и се добро прифатени, што е најбитно. Едната е баш типична свадбарска песна, другите се малку излезени од нели оно македонското, малку модернизирана музика, како да ви кажам сега, да не тоа што го точно да не објаснувам. Тоа што го сакат повеќе младите, тоа сакам да кажам, дека тие се тие. Сега едната тука во Кочине веќе е доста позната и ја тражат на дури на свадби ја тражат. Треба ли голема организација да се направи своја песна? И многу труд. Труд не треба, треба финанси за да направиш добра песна. Прво замисла, цел. Идејата е многу важна, идејата е добро, но како и да имаш идејата. Секој ќе направи песна, секој ќе направи текст, секој има дарба за музика, многу е важно која ќе остане да се слуша понатаму. Така пример е со вас со првите 2 песни кои се доста слушани. Ние успеавме да ги бутнеме само на YouTube. Значи преку YouTube ние успеавме нели нормално со таа реклама. Инаку значи ние како млад оркестар веќе како што реков 4-5 години додека дојдеме до тоа ниво сега еве на пример ние 2 години свириме свадби што некои оркестри свират 10 години, а ги немат тие свадби. Ги немат постигнато тие. Значи го немат тај успех постигнато, затоа на свадба е многу важно и не само на свадба, и во рестораните, како што вика Валя, да ги клинете луѓето на нозе, а вие тоа доста добро го и успевате во тоа. Затоа што трудиме. Така, да биде весело, затоа што треба да знаеш да го направиш концептот на свадбата, да го знаеш како ќе се граде свадба. Значи последно време ние гледаме свадбите да ги избегнуваме со тие порачки, со тие најавувања, со тие шаблонски, значи кога ставиш на оркестар да се тера работата, многу подобро излезе свадбата, него ли друго. И затоа сите се задоволни. Не можеш да свиреш некој не си го продава коле чифликот и на крајот ти дојде треба да прочиташ од ова и она и не каниме. Падне целата. Значи тука веќе полека гледам свадбите веќе тргна и по тој колосек. Значи добро е сега. Така и треба да се избегнуваат тие работи, така да. Добро, тука би направиле пауза, дали прво одиме со блок ваши песни или со македонска музика? Друга. Може да се представиме со македонска музика. Со македонска, започнете. Повелете. Otvori
leto, da ti vidam belolenčeni ceto, ama lice to. Jaz ne možam, milo libe, da stanam, da ti otvoram. Legnala mi stara majka na fustan, aman zaspala. Legnala mi stara majka na fustan, aman zaspala. Se misli belolenčeno žici, aman maka si, pa preseći belolenče fustano, aman fustano, pa preseći belolenče fustano, aman fustano. Što mi je merak poljak da mi dam moli Božano, poljak da mi dam na vaštani, vam moli devojko, ti da jačneš ja za tegle da moli Božano, ti da jačneš ja za tegle da moli devojko.
Продолжуваме понатаму со попладневната емисија на Канал 8, почитувани гледачи. Наши денешни гости се членовите на групата Фантастико Бенд од Штип. Разговараме со вокалите Вале и Горан. Горан, неодамна помина музичката вечер на која присутни бевте и вие. Морам да споменам дека во наводници паричката се падна на вас оваа година, за да бидете до година организатори на таквата музичка вечер. Добра идеја е така сите музичари од истокот да се соберете на една вечер, на едно заедничко дружење, како и сите други здруженија кои си имаат своја вечер, па зошто да не и музичарите. Таа идеја потекнуваше некаде од пред 2-3 или можеби 3-4 години, така ли? 3-4, да. Прво, мора да ги поздравам за прекрасната идеја што и текна на... Еве, ние веќе одиме 2 години, прво Каменица беше, ова втора година ние во Виница. Ние што присуствуваме, инаку мислам дека 4 години постои. Да, така, 3 или 4 години се организира музичката вечер и е добра идеја, да. Јас памтам во наше време, уште кога бев мал, се организирало, ама тоа беше многу помасовно. Значи, оваа музичка вечер беше одлична. За мене беше на секој ниво. Се одржа во центро бизнис, добро беше, добра организација, но веќе до година можеби планирате и нешто друго. Како ќе се планира за до година? Значи, баш се изненадев, нели, кога ни се падне паричката, баш и ние сакавме сите. Значи, не израдува. Сакавме затоа што Каменица, Виница 2-3 пати да биде малку. Сега во Штип ќе биде веќе до година, да. Ќе поканите поголем број на групи? Нормално. Значи, тие што си беа, пак ќе ги поканиме, затоа што и ние бевме поканите од нив. Штип малку во поголем град има и доста оркестри. И може би познати естрадни уметници од Македонија. Штип има доста значи надвор што живеат од градот, па можат и тие да дојдат да ги поканиме. Доаѓаат во центарот, може и од Струмица, од таму, од таа страда и од овде, од Виница, од значи, ние ќе се потрудиме, што е во наш домет, ние ќе се потрудиме, ќе поканеме, па сега ќе видиме, ако сме добри, па можеби ќе ни дадат уште една година. Јас верувам дека вие ќе направите на добра организација, на добра музичка вечер до година во Штип. Така, ќе бидеме присутни за да можеме сето тоа да го одбележиме и да го регистрираме. Така, Канал 8 е секогаш тука за вас. Во однос на фестивалите во Македонија, вие немате учествувано на фестивали кои се организираат во Македонија. Морам да споменам дека српските шоу си го направија своето сега. Зошто не се појавите со ваша песна на фестивали? Можеме ли да ве очекуваме? Па јас како што знам сега се малку фестивалите, јас имам едно искуство со фестивали. Така. Да напоменам, знам како е било тогаш времето, знам сега како е. 2000 година на Макфест 2002 Цветници. Значи тоа е веќе период од 15 години. Так. Тогаш е било друго. Сега малку има ограничување некои кај фестивалите што не само што се и финансиски малку значи рипнати, тука ги ограничуваат и со пејачи. Значи сега некоја влада ти извади некоја сума што секој би се потрудил, нели, да направи песна и се испод да направи за да земе, нели, што ги дават тие пари. Тука ние сме малку подалеко од таа страна. Тука предимство и дават на многу попознатите пејачи, многу попознатите оркестри. Значи они имаат предимство. Може би другите групи ќе направат многу, ќе произведат многу подобра песна што ќе остане да се слуша, нема да победи на фестивал. Тоа е со гаранција. Тоа е со гаранција да јас доста музичари знам и мислам надвор од Источна Македонија и Западна Македонија што многу подобро интерпретираат музика за разлика од некои што сега на естрадата. Но пак ќе кажам, значи тука фестивалите си ги имат тие, значи они нека да импровизираат со други пејачи и со други оркестри. Ако го веќе гледаме фестивалот Цветница, ако гледаме Веландово, ќе видиме дека се тие па тие пејачи. Значи тие се тие оркестри, тие се тие пејачи, значи тие се тие композитори. И секоја година истото. Знаеш, македонската музика ние што викаме ја држиме тука, некеме да излеземе од колосек, значи некеме да ја тргнеме. Некои музичари, еве јас на пример, јас сам ќе кажам дека на мене музиката мора малку ние да ја измодернизираме, мора малку да дадеме некои финеси, мора за да малку да ја дигнеме ако сакаме да ја слушаме. Значи не знам околу таа работа, значи има многу правење муабет за... Вие си правите, си компонирате ваши песни, но не се представувате. Сакам да кажам дека фестивалите сега за сега нема шанси да се пријавим за фестивалите.
Тоа е далеко. Многу Знаат групи само заради очекувањата, таа да. причина, само заради таа причина Да, се откажуваат од фестивалите. Шоута се прекрасни. Јас имав пред некој ден коментирав на еден пост тамо на Facebook, имаше истата на мабет за таа работа за шоута. Шоута ако го прават, дали србите ќе го прават или боснаците, ама они прават нели шоута и така покануваат македонци, покануваат срби, значи дури од надвор од Австрија, значи не е само за Србија, значи србите се успеале нешто да направат, затоа и се достигнале тоа ниво. Ние цел оркестар беме да ми дадат поддршка на мене од име на Звезда Гранда. Во Белград, Сега тука имавме Имате малку. искуство таму од Звезда Гранда? Сега малку ние тука не се кај мене беше, они ме беа опоменале, дај да одиме со македонска песна, дај да отидеме со нешто друго. Со која песна се представи? И јас се представив со една стара песна од стар пејач, српска песна, што ни малку не ги не е ни толку многу позната. не е позната. Да, знаеш, ќе има и следната година, прилика па ќе видим. Ти си можеби и најамбициозен во групата. на мора да има. шоутата. Мора да има Некој така, за да. Да. подобрување. Ване, сака да споменам, иако и двајцата сте вокали во групата, но за негување на гласот дефинитивно е најважен одморот, ќе се согласиш. Се согласувам потполно. Имаш ли време и приватниот и професионалниот живот да ги тераш едно исто? Да одмориш затоа што сепак навечер се сите свирки, можеби и по ресторани, па и свадби ако е навечер, па и преку ден. Значи треба ти веќе наредниот ден одмор, а можеби имаш обврски околу факултет како што кажа. Точно така. Јас многу малку имам време за За одмор, одмарање. тоа е најважно за еден. Тоа е најважно, но многу малку имам одмор бидејќи студирам и морам да си ја гледам и таа работа. Значи, Сепак на преден план ми е навечер пеење, и кариерата, и тоа паралелно добро е, но за одмор многу тешко. Так. Во однос на линијата исто така многу важно за една девојка. Како ја одржуваш линијата? Линијата се Може би здрава, за сите се девојчиња хранам ќе сакаат да здраво, слушнат, да. се хранам здраво и одам Што на аеробик. Така, и физичката Да, активност е многу обавезно, важна. да. За Горан нема да го прашам или може да ги одговори. Кога бев пред 15 години внимавав да ти Пред кажам. 15. Пред цели Внимав 15 малку. години внимавав. Сега Да, немам да. време. Сега Јас веќе немам време. континуирано одам на Сега вежбање, обавезно. еве на пример Валето, да, секој нели нормално. Мора да изгледаш Значи, добро, се најде защото- време и доколку се сака и за вежбање и за активност која е многу важна за телото да остане здраво. Да, точно. Нашата струка, сега да не кажам нашиот занат, малку и тука има и проблеми со таа работа. Значи каде и да отидеш не ти дава да јадеш супа, туку ти дава да јадеш месо, нели? Точно, На било кој точно месо. така. Така да ние имавме период што свиревме секој ден. Значи секој ден пред 2 добри години свиревме Каменица, Виница, значи имавме секој ден свирка. Тешко е, Така признавам дека е тешко значи, да се враќаш се одржува. са бале, треба да јадеш, а што ќе јадеш са бале, ќе јадеш тестенини. Да. Да. Така да, значи повеќе внимание. Ако си надвор они од посветуваат, домот, девојчињата тешко посветуваат дека- повеќе внимание за разлика од нас. Добро, да не ги искритикуваме многу, Да. но како и да е, добро, вали, на тоа мора да се внимава, но најпред се, како што кажавме, гласот е многу важно, одморот е важен, колку дозволува времето. Кај тебе приватниот живот како? Приватниот живот е одличен. Јас сум женет, Така. 2 деца. Имаш време за фамилијата Има. и покрај сите Има, ангажмани? добро. Има нормално секој родител мора да посвети внимание и на деца, на жена, што е најбитно. Малку сме ние научени на боемски живот. Сега мора да си признавам, затоа што ме гледат, нели, ќе речете, еве го сега на телевизија. Да. Имаме боемски живот. Секој музичар нормално ќе прошета, ќе види, ќе отиде вамо, онома, а тоа не е работа. Не можеш дома да седеш, а некој да ти даде свирка, нели, дома, да ти Така е. закаже свадба. Значи Така, мора да да. бидеш присутен со народот, мора да бидеш надвор од дома малку и така. Горан, ви се случило некојаш интересна случка која можеби сега ќе се сетите, можеби на свадба или во ресторан? ќе биде интересно и на која ќе- Најпресна да. случка. Најпресна Нешто што случка можеме има да многу. пренесеме на Има и на гледачите. свадби има тоа. Најпресна случка Валето ќе ја каже Да не забораваме. кога тргнавме за Швајцарија, што не се деси по пат. На унгарски Дали ќе граница. се сети? На унгарски граница. Е, тоа не беше баш смешно. Не е смешно. Но на ама- крајот ако излегло добро, можеме да го кажеме. Интересно. Излезе добро Анекдот. на наш ние ја поминавме границата. Иначе Унгар- мора да го мора да го споменеме и нашиот личен шофер Баже Манов. Да, имаме и Значи наши има комбе. наш шофер.
тука беше работата за баш. Па ние пристигнавме во Виена и да се прошетаме малку и каде ни се пасошите? Да. Гледаме, фали еден. Кој фали пасош? На нашиот шофер. И многу беше тоа, ние дигнавме узбуна, што сега ќе биде, како ќе минеме границата понатаму, не може тоа. И го оставивме таму кај некои негови пријатели, а ние продолживме сами како Швајцарија. Во Германија се јавивме, имаше негови пријатели, тука мораше затоа што не можевме Швајцарија. Изгубен беше Дачо. Го заборавивме на унгарската граница. Таму како не можеме да го земеме. Тука и употребивме, дури министерството го употребивме. Значи нашиот колега тука беше случајно, не случајно тука, тоа е за среќа се познаваше со некои блиски таму каде до министерството, па тука кажа што да направивме, па мораше да се земе онај пасош, како го вика, не знам, провен таму, само за да мине граница. Па тој се останал у Германија, ние си минавме граница, у Швајцарија си отсвиравме свирката, навраќање го земавме. Тој добро си поминал. Значи сепак добро се заврши. Да, добро. Дали можеби вие како вокали во групата, дали можеби ви се заборавило, некогаш ви се случило да заборавите текст? Еве да се блокира мозокот. Јас сум стандардно со тоа. Кај мене не е. Да, ама знаеш кога си или изморен или блокирате се мозокот фактички. И како се снаоѓаш во тој момент? Па ја или валето тука за да те извади од ситуација. Некогаш е доволно само првиот збор да ти го кажат и точно така, затоа што ја знаеш песната, но еве овде сме да се поддржаваме. Секако работи се дешаваат. Јас имам на свадба на пример она ручок, ја викам пријатна вечера. Така, да, се случува, да. Некои не забележи, некои се кои може да останат и незабележани. Или може би да се забележат не е толку трагично. Добро, ние многу се замуабитивме, тука ќе направиме повторна пауза со музика, одиме со вашите песни, па се враќаме назад повторно со разговор. Повелете. Čaši dopivам, aj što ke mi kuki želi, koga su me raklijam, pijom trošam luduvam, ja sam gazda bekrija. Ti gazda si, imaš pari ne se srami, ti gazda si, igraj ti so mene, ti gazda si, imaš pari ne se srami, ti gazda si, igraj ti so mene. Pejte сега za mene, samo jednaš se žive, drug život nemame, aj što ke mi kuki želi, koga su me raklijam, pijom trošam luduvam, ja sam gazda bekrija. Ti gazda si, imaš pari ne se srami, ti gazda si, igraj ti so mene, ti gazda si, imaš pari ne se srami, ti gazda si, igraj ti so mene. Ludo vam i sakam, i nikoj ne bi možel kako tebe, ludo vam i možam, živeš samo za sebe.
Imaš pari, ne se srami, ti gazda si, igraj, igraj ti so mene. Naša svadba golema, ajde sviri majstore, da ni bide veselo. Site se ga dojdete, sakam da zaigrate. Naša svadba golema, ajde sviri majstore, da mi bide veselo. Site se ga dojdete, sakam da zaigrate. Naša svadba golema, ajde sviri majstore, da mi bide veselo. Site se ga dojdete, sakam da zaigrate. Добро, се враќаме назад повторно со разговор за вашите идни активности. Не кажавме сегашни, кажавме минати, но имате план за 2015. Вале, каде ќе патувате? Освен оние закажани свадби, секако дека треба да се реализираат. Само здравје, нели? Овој месец, прва турнеја, овој месец ние во Турција, во Кушедаси, каде претходно лани гостувавме, пак не повикаа таму. Да, сигурно и се допаднало. Па, најверојатно. Потоа
во Австрија, имаме гостување во јуни месец, во Линц и натаму ќе видиме. Имате покани доста, но не може секаде да се стигне. Не може, кога имаш закажано свадба, не може. Тоа дека свадбите се неколку месеци понапред закажани. Значи имаме покани доста, не можеме, има некои месеци кои не можеме да ги избегнеме заради свадбите. Значи ние претежно приоритет даваме на свадбите. Точно. Дали, нормално е. Сега имаме месеци, октомври, ноември, декември, февруар, тие се малку, значи по-незастапни со свадби, значи тие ги искористуваме. Имаме уште една од Швајцарија, имаме нели понуда. Сега кога бевме во Швајцарија, пак ни рекол дека има шанси па да не викне Швајцарија. Има многу понуди, кажавме, но не може Австралија две понуди одбивме. Се имавме причина. Јас бев пречката. Значи факултетот само имавме колегата со школото, тоа е, нели, рековме професорот таму. Да. Значи јас мислам дека трета среќа ќе имаме сега за Австралија, да не се погоди времето. Да. Дали можеби на овие 3 песни кои сега ги слушнавме, можеме да очекуваме испод? Во план ли сте? Тоа е во план секако. Јас верувам секако што ни тргне работата на подобро. Значи години како мине, гледам дека сме се по-успешни. Јас мислам дека бар макар на една песна ќе направиме спот. Имате план каде треба да се снима песната? Па секоја песна ти нели ти дава самиот спот како да изгледа. Еве Зурлада е со тапани, со зурли, значи ќе асоцира на нешто македонско. На народна носија асоцира на некој етно. Така, ако се има креативност, а вие тоа го имате и идеја, сето тоа ќе биде добро склопено. Добро, еве за крај од разговорот можете ли да им препорачите нешто на сите оние кои ве гледаат? Нормално фантастико бенд Штип е тука за сите. Значи за сите веселби, за сите свечености, за сите свадби, ние сме достапни. И имаме значи на Facebook наш профил, може да се обратат таму, може да не пишат, имаме телефонски броеви. Значи фантастика. Отворени сте за соработка и со телевизиите и со луѓето кои сакаат да направат убави свечености. Добрата забава е загарантирана со вас. Добро, ќе се одјавиме, само повторно тука имаме блок песни, па ќе се одјавиме со емисијата. Dajte pesna muzikanti, taka da ni vide. Ovoj život pun somaki, takov nas nije. Dajte pesna muzikanti, taka da ni vide. Neka eči se dozori, duša se ga nek mi gori. Koliko mnogo i da boli, pesna ta je večele. Udri daj redom sa bajle, veselo da vide. Srce, duša, ajde, merak da gi bije. Udri, daj redom sa bajle, trubi neka je čad. Samo ovoj Gospod znaje, utre što ne čeka. Samo jedna štuka sme nije, utre neke kene nema, srce ke ni zivle. Ova skromno vreme iznosite ne boli, kako došlo i ke mine, Gospod ke ne vodi. Neka eči se dozori, duša se ga nek mi gori, koliko mnogo i da boli, pesna ta je večele. Udri daj redom sa bajle, veselo da vide, da me srce duša ajde, merak da gi bije. Udri daj redom sa bajle, trubi neka je čad, samo ovoj Gospod znaje,
Da mi pukneš mila mamo, da tresneš, lele da tresneš, što me rodi mila mamo, ubava, ubava, što me rodi mila mamo, ubava, ubava. Da ne moža mila mamo da slezam dole do porti, da ne moža mila mamo da slezam dole do porti, o ti je pusti mamo ergeni esnafi, o ti je pusti mamo ergeni bekjari. Naša mija mamo davaja, davaja, svile naša mija mamo davaja, davaja, velo to mi lice mamo baraja, baraja, velo to mi lice mamo baraja, baraja. Вале и Горан и на сите членови од Фантастико Бенд, јас ке се заблагодарам за учеството во емисијата, што и покрај вашите ангажмани дојдовте тука во Канал 8, одвоивте време за да можеме да направиме прекрасна емисија и да ги забавуваме гледачите. Се надевам дека понатаму повторно ќе се работуваме и повторно ќе ги кажеме вашите активности преку емисијата. Секако благодарам на поканата и што ми беше мило и мене и на колегите што бевме гости во вашата емисија на Канал 8. Се гледаме во наредна прилика. Во наредна прилика. Поздрав до сите гледачи. А веќе до година кажавме, организатори на музичката вечер и очекуваме од вас многу. Да. Добро. Поздрав до сите гледачи и слушајте македонската музика. Така е. Тоа. Така. Тоа е добро. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Јас ќе се заблагодарам за вниманието. Наши денешни гости беа членовите од групата Фантастико Бенд од Штип. Верувам дека добро се забавувавте. Ако е така, следете на истината сабота во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.